Следува вториот разговор, како што е најавив на почетокот, ќе зборуваме за стандардниот македонски јазик. Во студиото веќе е директорката на Институтот за македонски јазик, Елена Јованова Грујовска. Ви благодарам што денеска сте моја гостинка. Ви благодарам на поканата. 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Пред 3 дена имаше еден свечен настан. Цел ден имаше свечени настани и верувам дека до крајот на мај ќе биде тоа така, најмалку. Иако рековме дека Институтот за македонски јазик оваа цела 2025 година ќе чествува 80 години од прогласувањето на македонската азбука за службено писмо во македонската држава и 80 години од објавувањето на првиот македонски правопис. Со тоа всушност во 1945 година на овој начин се заокружи кодификацијата на македонскиот јазик. 1944 година на првото заседание на АСНО се прогласува македонската држава во рамките на тогашната југословенска држава, а за службен јазик во македонската држава е прогласен македонскиот јазик. И тогаш почнува всушност кодификацијата. Кодификацијата е чин на државата. Пред некој ден на нашето чествување ја споменав дека во светот постојат 189 држави. И тоа значи дека има отприлика толку кодифицирани јазици во светот. Значи, многу малку се јазици што немаат своја држава, народи што зборуваат на еден мајчин јазик немаат своја држава, а им е признат, им е кодифициран јазикот. Такви се многу малку примери во светот. Значи, за да се дојде до кодификација, прво треба да има држава. 1944 се прогласува македонската држава и се создаваат услови за кодификација на македонскиот јазик и така македонскиот јазик станува еден од избраните 189-200 светски јазици што се кодифицирани и на тој начин заштитени. Што е разликата од пред 40-тите години на минатиот век, кога не беше кодифициран, и сега? Има голема разлика. Значи, се до кодификацијата, всушност ние го гледаме, го следиме развојниот пат на македонскиот јазик, почнувајќи, ќе речеме, уште од 9-тиот век, кога почнува да се зборува тој јазик? Браќата Кирил и Методи со создавањето на глаголицата и пишувањето на преведувањето на првите црковни книги на ќе речеме старомакедонски или старословенски, тоа е јазикот на македонските словени од околината на градот Солун. И потоа и тогаш е четвртиот јазик во светот признат од папата на кој што смее да се зборува за Бога и да се велича Господ. Од тогаш наваму имаме ние една развојна традиција, нели? Тоа се случува во 9-тиот век. 9-тиот, меѓутоа потоа имаме период на црковно-словенскиот јазик. Тоа е целиот среден век, па ги имаме преродбениците во 19-тиот век. Тука ќе го споменеме Павел Божигробски, еве сега. Зошто? Затоа што тој преведувајќи ја Библијата, односно вршејќи измени, нели, на македонски јазик со грчко писмо во Кониковското евангелие, всушност прави доближување до народниот јазик, до народните говори и на тој начин народните говори стануваат веќе и библиски. Зошто? Затоа што се употребуваат за превод на Библијата, независно што е на грчко писмо. Тоа што имаме ние традиција, нели имаме на со црковно-словенска азбука, односно со нашата со азбуката, потоа имаме еве со грчко писмо, имаме преводи со други писма. Сето тоа се случува до кодификацијата. Затоа е разликата. И има една друга разлика, а тоа е секој автор си се доближува до својот, свесно или несвесно, до својот говор. Кочо Рацин пишува, твори на велешки.
И ако земеме да го читаме Кочо Рацин, ќе сретнеме зборови кои што ги имаме во литературниот јазик, но и неколку локални лексеми од Велешкиот. Јасно. И Тарпео е на Прилепски. И Тарпео на Прилепски, така имате право. Коле Неделковски, Маскавици и Пеш по светот, исто и неговите книги се пишувани и тоа е од Велешко, нели? Меѓутоа ќе кажеме дека исто се пишуване на неговиот роден говор. Првиот што сака да покаже и да насочи дека сите македонски говори на крајот треба да влезат во рамките на еден литературен македонски јазик е Крстен Бисирков. И тој, иако е од Егејска Македонија 1903 година, во книгата за македонските работи, пишува на еден наддиалектен јазик. Се доближува и дава модел за пишување и тој е првиот кодификатор на неофицијален, ама прв кодификатор на македонскиот јазик, ни е Крстен Бисирков. Зошто? Затоа што тој кажува дека централните говори Велешки, Прилепски, Битолски, на едно место кажува Кичевски, на друго Охридски, заради Охридската книжевна школа, треба да бидат основата на македонскиот стандард, односно тој тогаш го кажува литературен јазик, нели? Потоа истото нашите конечни кодификатори, начело со Блаже Конески, го прават истото. Независно што се кажува дека Блаже Коневски отпосле ја прочитал книгата за македонските работи. Ете, гледате, вистината била Не била достапна? Да, таа е уништена речиси целосно. Неколку примероци останале во Софиската библиотека, скриени под подрумите и така натаму. Да не бидат уништени и тие. Тоа сакав да ве прашам, може ли да се објасни патот на македонскиот јазик, да се стаса до самата кодификација? Со векови сме биле негирани, сме биле угнетувани, палени литературни дела, за да се дојде до она што сега го имаме како богатство. Знаете, има една книга Пиреј, така? Така. Па така се покаже македонскиот народ и македонскиот јазик. Ке си никне. Ке си никне. Не може да, значи, тие едноставно, македонците постојат со векови на овие простори, независно што се мешани со другите народи, независно што добивале образование на други јазици и така натаму. Македонскиот јазик се зборувал во кругот на семејството, со најблиските, има периоди кога бил и забрануван и така натаму. Некогаш потивко, некогаш погласно. Така, некогаш потивко, некогаш погласно. Меѓутоа, доаѓа, Втората светска војна, доаѓа период на слободно представување и искажување, нели, на националните ставови, македонците. Јас тоа многу милувам да го кажам, низ историјата секогаш беа на вистинската страна. Тоа значи дека и во Втората светска војна беа од страната на демократскиот свет во борбата тогаш против фашизмот. Така, од страна на добрите. Од страната, да. И на победниците. Да, на крајот така излегувало. Да. Ама знаете како, добрите дела и правдата секогаш треба да победат на крајот. Тоа е наше, како да речам, тоа е она на што ги учиме нашите деца. Јасно. Дека доброто ќе победи на крајот. На крајот ќе победи и еве овде се случува тоа, значи независно од сите напори, од сите наши негатори, сепак 1944-та, ама за да доеме до 1944-та, имаме драмски текстови почетокот на 20-тиот век на македонски јазик што се пишувале, потоа еве ги спомнавме поетските книги, потоа имаме партизанска продукција, партизански печатници, манифестите и така натаму. Сето на македонски пишувано. Сето на македонски, почнувајќи нели од манифестот на Крушевската република 1903 година. Сето тоа покажува дека еден јазик кој што постои си имал свој континуитет, но немало соодветен историски момент за тоа да се реши. 1944 доаѓа нашиот погоден момент и се решава македонското прашање преку македонската држава и македонскиот јазик како литературен, како и од 44-та до 2025-та. Што се случува со македонскиот јазик?
Значи, Периодот е голем, меѓутоа можеме да го... Значи, прво имаме милионска продукција на книги, напишани на македонски јазик. Имаме генерации ученици, генерации македонци, што целото своје образование го стекнале на мајчин македонски јазик. Основно, средно, високо образование, постдипломски, докторски студии. Се имаме на македонски јазик. Сега со последниве години се случува, сега е модерно странски училишта да се отвараат овде, па децата да одат во странски градинки, па на странски јазик да се зборува во градинката, па во основното училиште на странски јазик, претежно станува збор за англиски. Малку подолеми се тие прашања, сега сакав да ве прашам околу тоа, меѓутоа ете за Меѓутоа, значи, тука затоа треба да биде семејството. Независно од тоа и медиумите. Јасно. Зошто? Затоа што вие секоја вечер влегувате, односно од секој утро влегувате во нашите домови. По цел ден, да. Да, по цел ден. Цел ден работат. Колку во медиумите се зборува македонски? Зборуваме литературно? Може да биде многу подобро. Може да биде многу подобро. Може да биде многу подобро. Јас ве следам случајно 20 на години. Вие секогаш сте се труделе, сте се грижеле тоа што го кажувате да биде правилно кажано литературно, нели, на стандарден македонски јазик. Сега имаме една тенденција, посебно во емисиите за млади. Се зборат англицизми, странцизми. Англизми, многу англизми имаме, потоа тука може да има и друг жаргон, не е само од англискиот, нели? Жаргонот не е страшен. Меѓутоа, не е добро кога толку ќе се наметне еден јазик. Во историјата имало периоди кога разни јазици биле доминантни. 19-тиот век францускиот јазик бил јазик на аристократијата, на буржуазијата. На буржуазијата, така и затоа се наметнал. И сега ние имаме француски зборови, нели, останати и во рускиот јазик, и во македонскиот, и во сите други соседни јазици. Потоа Втората светска војна со германскиот јазик, меѓутоа германскиот јазик многу се наметна со техниката. Тие имаат револуционерен развој на техниката и преку техниката, сметајте зборови како Шрафцигер и така натаму, значи влегле во сите јазици, да, не може да нема не може да се за заобиколи, да. Ама сега веќе како да кажам, никој нема да ве разбере ако кажете со друг збор, ако не биде Шрафцигер, нели? И автомобилската индустрија, машинската индустрија. Никој не вели завртка или навртка, сите викаат штраф. И така, да. И ако ние се трудиме да биде завртка, навртка, ама тука останува. Да, штрафот е штраф. Така. И ни еден мајстор нема да ви каже ви требаат такви навртки. И потоа доаѓа рускиот јазик, како доминантен јазик, и сите тие поминуваат. Така? Меѓутоа, влијанието на англискиот јазик, зошто е големо? Затоа што имаме голема продукција филмска, телевизиска и музичка. Добро. И тоа значи дека младите од раѓање ги слушаат нивните песни, стојат пред телевизорите и така натаму, сега и видеоигрите, и затоа треба родителите, телевизиите, македонски, медиумите, воопшто порталите да се погрижат. Да се погрижат јазикот да биде, што го користат, што го потребуваат, како вашиот, литературен, стандарден јазик, и ако ништо друго да остане пораката, трагата кај младите генерации. Сега читав деновиве дека децата почнале меѓу себе од мали да зборуваат на англиски. Нема потреба. Секој си има свој мајчин јазик на кој што всушност дознава за себе, за своите корени, па потоа учи за светот. Говорниот апарат, со една ваша колешка разговаравме, имавме некој интервју, разговор снимен, и вели многу е опасно од најмала возраст, кога станува збор говорниот апарат, да се гледаат цртани филмови или емисии на странски јазик. Најчесто англискиот за дете кое што се уште не знае добро да зборува на мајчин јазик, во случајов македонскиот јазик. Што му се случува тогаш на детето кога топката за него е бол или сината боја е блу?
Значи, има такви ситуации. Каде што не му текнува кој е зборот на македонски, а многу полесно го има во умот англискиот значи, кога јазик. се зборува за говорниот апарат, не се мисли само на лексичкиот слој, туку се мисли и на изговорот на гласовите. Затоа што ќе стекне, ќе научи тук изговор на гласовите. И тој никогаш, тоа дете, може никогаш нема да знае како вистински се изговара македонското Л. Тука е проблемот. Тука е проблемот. Ја ставивме, нели го ставивме гласот Л како пример, меѓутоа има многу примери. Значи, до 4-та година од развојот на децата се формира, се оформува, треба да се создаде целиот овој говорен апарат, да се знае правилниот изговор на гласовите. Нашите деца најчесто имаат најчесто имаат проблем со Р. Така. Меѓутоа тоа е Р и Л, тие се буквите, така. Тие се Р и Л. Имам јас сега внука од 2 годинки, која што Р го кажува како Л, а Л го кажува како Л, затоа што мора да направи дистинкција во себе, оти знае дека се различни, ама еве се труди ќе научи како да се ќе научи. Тука е веќе напорот, трудот на родителите, па ако е потребно и институционално. Што ни се случува нам? Доаѓаат деца на 4 години, а девојчињата треба до 2 години да почнат да зборуваат, момчињата до 3, до 4 на сите треба, значи, комплетно да знаат реченици да кажуваат, да размислуваат на македонски јазик, да се изразуваат на мајчиниот јазик, се мисли сега, нели? Да, сега зборуваме за македонски. Да комуницираат. И ние имаме ситуација, детето доаѓа на 4 години и не знае уште да зборува. И го имаме тоа веќе, и сега дали се работи за аутизам тука, или пак се работи за влијание од екранот. Да. И од телефоните. Дали е телевизиски, дали е телефонски апарат, тоа е тоа. И тогаш, ако се обратат на логопед, логопедот ќе ги поучи, ќе ги посоветува да ги исклучат телевизиите, да ги одземат телефоните и тие да комуницираат, да разговараат со децата. И да почнат да читаат книгички. Да почнат да читаат книгички и така натаму, да го слушаат децата само македонскиот јазик и да знаат дека треба на македонски да размислува, да зборува, да кажува што мисли, што чувствува на македонски јазик. Јас знам пример, на 4 години на логопед детето го прашуваат која боја е оваа јело, а оваа другата Тоа вело. Нели покажуваат незини фотографии, која е ово е моја најбоља другарица. Значи, а не знае да кажа. Во зависност дали гледале на српски, на хрватски, на англиски, на француски. Така. И наеднаш и тогаш логопедот кажува, значи, еве, за 3-4 месеци резултатот беше комплетно. Сигурен беше. Меѓутоа тоа е затоа што сме имале грижливи родители тука. А ако било оставено ке прозбори или ке самото од себе ке помине, тогаш до каде може да оди проблемот? До аутизам на крајот. Така ќе се третира од нашата негрижа. Од нашата негрижа ќе имаме дете кое што цел живот ќе биде неприфатено, затоа што едноставно ги испуштило годините. Испуштени се годините. Значи, науката кажала до 4-та година треба едно дете да научи да зборува. Ние, одејќи на ран билингвизам, забораваме дека треба мајчиниот јазик да го научи. Прво е мајчиниот јазик, потоа можеме... Не секое дете е моќно, е способно. Наеднаш 2 кода, значи да има. Еден на македонски и еден на француски, на англиски, на германски. Кога со едниот родител зборува на еден јазик, со другиот родител зборува на друг јазик. Каква е таа ситуација? Тоа е многу правилна ситуација. Зошто? Затоа што тоа дете сваќа од прв ден дека едниот родител зборува на еден јазик, другиот на друг, и тоа дете... Не му се прави конфузија? Не му се прави конфузија. Затоа што и едниот родител има цел систем, ама се комуницира, детето возвраќа. Нели? Така. Не само пасивно да слуша. И со другиот родител исто така. Знае, има едни роднини што зборуваат на македонски, другиот што зборуваат на друг јазик. И тоа дете сваќа
Јас имам пример еден сега, значи едната баба од Скопје, другата баба е од друг град од Источна Македонија и девојчето кажува за со скопјанката со неа, а со таа од Источна Македонија со неа. Тоа дете Веќе и дијалектите ги фаќа. Да, има дистинкција на 4 години, таа знае. Преубаво. Да, знае. Со оваа баба треба да се зборува со акцентски целости, со другата баба не се прават акцентски целости. Тоа не го кажува така во своето главче. Да, тоа е. Си знае како да се постави пред да зборува. Си се знае, ете така. Колку дијалектите ги спомнате се богатство за еден народ и колку ги одржуваме тука кај нас? Многу големо богатство се и треба да и ние сме среќни. Се почесто има од помалите градови да се селат во Скопје и тука се привикнуваат на друг говорно подрачје. Можеме да ги изгубиме? Можеме. Па еве има во некои држави каде што само има писмени документи во кои што стои како се зборувало таму и таму. Така, ние имаме писмени документи како се зборувало во Сухо и Висока. Затоа што последната македонка што го знаеше јазикот почина пред неколку години, нели? Меѓутоа нашите дијалекти се уште живеат. Ние имаме родени говорители, нели, кои што си живеат таму, потоа тука доаѓа жената како чувар на јазикот, на семејството, на огништето, на традицијата и така натаму. А имаме и такви ситуации. Првата генерација што ќе дојде во Скопје, како што кажавте, ќе си зборува на својот дијалект од каде што се доаѓа, така? Така. Кавадаречки, штипски, од каде е Титово гостива. Охридски и се едно. И втората генерација може би малку да се забележува само во изговорот на гласовите. Може да се. Веќе третата? Третата веќе нема ништо и не го ни знае. Може пасивно да го знае, нели? Ние го слушно, не го дослушно. Да, имаме наши пријатели кои што го знаат, да речеме штипскиот, зошто? Затоа што баба и дедо живееле во Штип, нели така? Така. А си зборува на литературен или во Каде се зборува најлитературно во Македонија? Таму каде што се сака. Значи, јас сега ќе тргнам од Крстем Исирков. Тој вели дека централните говори, велешкиот, прилепскиот, бителскиот, и тие ни се основата на стандардниот македонски јазик, и затоа се најблиски. Така. Ако слушаме Прилеп и Битола, тие имаат акцентски целости. Добро. Велешаните имаат многу помалку акцентски целости. Така. Ќе каже не одам, не седам и така натаму, со него со мене, меѓутоа велешаните нема да кажат не го сакам. Туку не го сакам. Да, туку не го сакам. А прилепчани и битолчани ќе си ја направат акцентската целост онака како што кажал Блаже Конески. И ќе си кажат не го сакам. Така? Меѓутоа, значи, дали правилно се зборува или не, зависи од многу фактори. Денес стана интересно и мода меѓу младите, слушајќи ги емисиите за млади и така натаму на телевизија, да го имитираат скопскиот. И да, се почесто се зборува скопски на телевизија отколку литературно. Да. И се случува да одите. Мене ми се случи пред некој ден, одам во Дојран, во кафулето, девојката што ми носеше кафе зборуваше на скопски. Потоа ја слушам зборува на дојрански. И јас сватив... Се прилагодува на гостите. Да, се прилагодува, ама таа научила. Значи ги научила, ќе речеме, двата кода. Така. Знае и да зборува и литературно, знае да зборува и скопски, да. Ама знае да зборува и дојрански, така, и според гостите, така. Какво е нивото на учење во образованието? Колку се посветува внимание и дали доволно се посветува уште од најрана возраст? Не е доволно, сега ќе ви кажам зошто. Нашите генерации, кога учевме, основно и средно, во основно 5 дена се учеше македонски, во средно 4 дена македонски јазик и 4 дена математика се учеше. Сега мислам дека е 2 пати. До 3.
2 до 3. Зависи дали е во техничко или во гимназија. Ама тоа е многу малку. Не зборам за основно, мислам дека е 2 пати или 3 пати. Кај што треба да се даде темелот, нели? Да, да. И ете, веќе ние сме испуштиле генерации така, нели? Друго е кога 5 дена во неделата на учениците им се да обрнува. прочита по едно четиво, сосема доволно. Сосема доволно, Така? така е. И значи секогаш кога требаше да се воведе уште некој предмет затоа што е добар заради демократските придобивки во светот, заради ова она и така натаму, се кратеше од математика и од македонски јазик. И денес сега ние се наоѓаме во таква ситуација, значи македонски јазик се учи многу помалку од што учеле нивните родители, нивните баби и дедовци во минативе 80 години. Зборуваме за македонски корпус. Да. Немаме етимолошки речник, но го најавивте првиот том да излезе набрзо. Дајте ни малце детали околу ова. Сега. Колегата Гоце Цветановски вчера беше во вашето студио. Тој е раководител на етимолошкиот речник на македонскиот јазик и ние очекуваме првиот том да излезе до крајот на 2025 година. Се случи пред неколку години, се јавија од Словенската академија на науки и уметности со предлог да ни направат нам на македонците етимолошки речник. Добро. И тогаш, знаете, некогаш треба да се направи нешто такво за да ни дојде умот. И тогаш едноставно се договоривме со колегата Гоце Цветановски. Тој се нагрби со една таква тешка задача. Формиравме посебна област во институтот за индоевропеистика и славистика. Тој влезе како прв член во тоа оделение. Во таа област направивме уште една за комуникологија, кај што влегов јас како прв член, по мене и колешката Весна Костовска, па потоа примивме млади, од младите најмногу ставивме во овие две области и почна да се работи. Етимолошкиот речник, и сега веќе имавме и прв докторат одбранет од областа етимологија, колешката Александра Гецовска, колегата Гоце Цветановски беше ментор, одлична одбрана, одлична комисија и така натаму. Значи, колегата и колешката сериозно си ја сватиле работата и јас знам дека ќе излезе квалитетен прв том до крајот на оваа година и словенците се повлекоа нормално. Сега зборувам за корпус. Значи, корпус е Институтот за македонски јазик направи во последните години дигитализација на сите 9 картотеки што постојат кај нас. Така. Тоа значи дека се дигитализирани и тоа траеше дигитализацијата 12 месеци. За една година се заврши. Тоа е мал период или голем? Многу мал. Претходно, претходно, не знам, 10 години по 2 кутии годишно се дигитализираа. И ова беше историски чин, историски момент. Не влегоа пари во институтот, не излегоа пари од институтот, но делото се заштити. Да се знае кој е што е. Да се знае. 5 милиони ливчиња се заштитија. Тие 5 милиони ливчиња најдобро се заштитуваат ако јавно се објават. Нека се води, како ќе се води, дали ќе се води ваков, таков, ќе се најде име корпус на македонскиот јазик, но на тој начин ќе се знае оваа книга напишана во 15-тиот век е на македонски јазик. Е на македонски јазик. Овој дијалект собран на почетокот на 20-тиот век е македонски дијалект. Така? И тогаш е обзнането и заштитено. Зборував со странски лингвисти, тоа ме поучија. Тука ни треба сега државата со средства, знаете како. И ни требаат информатичари. Јасно. Така? Ние не велиме... Вие ги имате на хартија? Ние во електронска форма ги имаме. Добро, сакам да кажам, документите ги имате. Ги имаме, така е. Сега треба лингвистиве наши, ако се дозволи тоа, нели? Во тој случај ќе седнат за една година, две, целосно ќе го прочешламе материјалот, ќе видиме. Знаете како, во годините имало поучени и понеучени лингвисти што правеле ексцерпција. Во секоја дејност е така. Во секоја дејност и треба да се некаде имаме милиони
ливчиња, нема потреба милиони примери да има. И така натаму. Значи, затоа кажувам дека, но има и уште една друга верзија, корпуси може да има вакви, такви и секакви, корпус на современиот македонски јазик. Тука би требало да влезат, во тој корпус на современиот македонски јазик, би требало да влезат сите книги објавени во 20-тиот и 21-виот век. Најголемиот дел од книгите, и стручна литература да влезе од различни области, нели, медицина, биологија, физика и така натаму. Стручни трудови. И стручни, и белетристика, и новинарски текстови и така натаму. И да може потоа во рамките на корпусот да се наоѓаат соодветните примери, соодветните контексти, да можат да се работат. И тоа би било исто така од многу голема корист на учениците. Што би рекол Петре Андреевски, со бранењето на нашиот јазик, ние го браниме нашиот живот, нашето заедничко име, нашата татковина. Нешто што говоревте вие до сега. Така е, така е. Тоа е исто како песната Деница на Петре Андреевски, која што завршува кога ја љубев Деница како да учествува во создавањето на првата македонска држава. Значи, Петре Андреевски и многу наши писатели љубовта и татковината ги изедначуваат. Тие се двете најважни работи за сите нас. И љубовта, нели, кон нашите блиски во нашата татковина. Да. И како да се направи сега паралела? Не зборам за политика, меѓутоа од оваа гледна точка, каде што имаме се, имаме слобода, имаме можности да правиме се што ќе посакаме. Во она што било претходно, каде што сме биле угнетувани и мачени, тогаш да имаме поголема љубов кон татковината, поголема искра на патриотизам и она све што се вели љубов кон она што е наше. Јас ви спомнав дека требаше некој да не чепне, да не допре до гордоста, еве ние ќе ви направиме етимолошки речник, па ние да земеме да го правиме. Значи, сакам да кажам, љубовта постои во нас, но треба да постои, ако се појави некоја каписла, не дај Боже, нели? Зошто? Еве, лош е примерот, преку примерот на Кочани ќе се види сета македонска сочувствителност и желба да се помогне. Колку луѓе се јавија и донираа. Јасно. Така? Да. Компании и луѓе, човечноста се појави тука. Значи, ние сите ја носиме љубовта кон македонскиот јазик. Меѓутоа, тоа го сметаме како така нормално, што не треба да нешто да се потенцира и дека вродено право. Да, вродено право. И со оглед на тоа што ни е вродено и со оглед на тоа што ни е право, нели? Ние сметаме дека се подразбира се и дека нема потреба од посебна грижа, а туѓиот јазик мора да го учиме за да го научиме. И така ни се случува нашите деца да не знаат убаво да зборуваат македонски, а да знаат перфектно да зборуваат странски јазик. Тука е проблемот. Се надевам дека нема да биде проблем во следното гостување кога ќе ве викнам, помина. Морам да се вратиме назад едно 15 на години, кога прв пат се сретнавме и прв пат имавме разговор официјален за на телевизија. Мило ми е што после толку години повторно ве гледам и сте моја гостинка. Мило ми е и мене, и тогаш и сега сте многу пријатен соговорник што зборува на литературен, на стандарден македонски јазик. Ви благодарам на поканата. До следното видување. Почитувани, ќе направиме овде уште една мала пауза, па се враќаме со третата тема и третиот гостин во студиото.